На политичка сцена во Струга, вечерва на голема врата со луѓе со крената глава се промовира Гром. Опција за која сме убедени дека ќе го раздвижи и освежи црно-белиот политички амбиент во нашиот, но и во соседните градови и населени места во овој дел на Република Македонија. Од почеток на промоцијава на граѓанска опција за Македонија па се до денес кај нас владее победнички дух. Така ќе биде и во иднина и секоја нова пристапница ќе ја сметаме за нова победа. Така и пред себе и пред другите ќе покажеме дека и ако сме нова партија, имаме капацитет и програма која ќе даде нова надеж и нема да ги дели, туку ќе ги обединува граѓаните. Започнуваме скромно, меѓутоа потоа се раздвижува, започнуваат со работа нашите општински организации и како што можете да видите, денеска Гром има повеќе од 2 дивизии војска. Значи, ние сме 22.500, очекуваме до избори дека ќе имаме веќе 25.000 членови. За компарација само да знаете, СДС има 50.000, значи партија која што постои толку години, а ВМРО-ДПМН има над 100.000 членови. Тоа значи дека ние како политичка партија на овие избори можеме да ја покриеме цела Република Македонија со наблюдувачи, со потребно членство кое што треба да работи и да агитира на терен, но во исто време и да освоиме онолку гласови колку што се потребни за да Гром биде јазичето на вагата и да го прави балансот на политичката сцена во Република Македонија, за да оневозможиме во ова држава да се играат играчки со државата, дали левите, дали десните, да им оневозможиме и да им кажеме дека има и луѓе кои што размислува сосема на поинаков начин. Јас сум сигурен дека најмалку 200.000 луѓе во Македонија има кои што не зависат ни од социјална помош, нити бизнисот им зависи од нив, од власта, дека не им зависи нити вработувањето од милоста и на милоста на ВМРО-ДПМН, дека не има 200.000 луѓе и дека можеме да кажеме чекаме, ние мислиме другачи. Ајде на овие избори да дадеме подршка на граѓанската опција за Македонија, па да видите како работите ќе се менуваат. Јас ви гарантирам дека вака повеќе не оди. Сакате државата да ви стои во место, да ви стои како мирна бара, дајте му ја на СДСМ. Прогрес никаков. Сакате од државата да направите Тексас, дајте му на ВМРО-ДПМН. Се служувате со мене или не? Ние сакаме да имаме здравство кое што ќе биде соодветно на потребите на овие граѓани и у крајна линија на навиките на овие граѓани. Ова здравство што ние денеска го правиме, тоа значи да го разнебитиме клиничкиот центар и да си создаваме привид дека здравството ни е опремата и лабораториите што ги купуваме, а ние од Гром викаме не, здравството се докторите. Немаш ли квалитетни доктори кои што знаат да направат вистинска диагноза и да на високо научно ниво да воспостават соодветна доктрина за лечење на одреден пациент, што ќе ни ги таа опрема, тие лаборатории што ги купуваме. Ние сметаме дека ваква казнена политика имаат само репресивни системи. Што е тоа катаден казна? Казна, не знам, за неистакнато работно време, казна за разни глупости, 3.500, 5.000, 10.000, 20.000 евра. И тие што ги пропишуваат казните, тие бюрократи да го прашаш, ајде бе, братче, извади ми ти еден доказ во живот дали си платил една казна. Да видиш како боли кога ќе платиш 3.500 или да те видам 20.000 евра да платиш казна. Каде го има тоа за оваа година да се зголемат приходите во буџетот од казни? Каква ова држава станува? Која постојано ги казнува луѓето. Гром вели 80% да си ги намалите казните. Вака не бива. Секој човек да го плашите од казни, тоа значи дека стануваме држава која е мека за корумпирани инспектори и мека за корумпирана власт, зашто секојдневно така ќе ве држи во репресија. Дајте овие средства што ги трошиме на 1 квадратен километар во Скопје да ги вложиме во инфраструктура, во енергетски објекти, од секаде до Скопје и од Скопје до секаде да се стасува за 1 саат, а тоа може да се стасува. Замислете од Гостивар да влеземе со тунели и да излеземе во Колари. Па после под пресека да влеземе од кај Поповец
со тунели и да излеземе вамо према Охрид. За колку време ќе се стасува до Скопје? Како ќе ја поврземе Република Македонија? Замислете под Валандовско брдо да направиме тунел и излеземе во Струмица. Од Струмица до Скопје ќе дојдеш исто за 1 час. Тоа и треба на Република Македонија. Инфраструктура, одлични телекомуникацијски услуги да има. Така инвеститорите ќе доаѓаат во Македонија. Да, тоа е мала земја, меѓутоа многу лесно, има одлична инфраструктура, одлични телекомуникацијски услови, да има правен систем кој што ќе функционира и кој ќе биде еднаков за сите. Нашиот правен систем е политички систем. Нашите суди судат и ја прашуваат политиката како да пресудат. Држава која што е добра, која што има добар правен систем, која што има добра безбедност за граѓаните, која што има квалитетно образование, квалитетно здравство, која што има судство кое што суди според словото на законот, кој што има квалитетен уставен поредок, каде што има слободи на граѓаните, тоа општество е посакувано општество. И која Европа нема да сака тебе да те повика да и се придружиш? Да ве прашам, Швајцарија е членка на Европска унија? Норвешка е членка на Европска унија? Не се. Ама кој не сака да живее во Швајцарија? Затоа што е направен систем кој што функционира и кој што ги почитува правата и слободите на граѓаните. Тоа се навистина демократски држави и просперитетни држави кои што се и стандардот на граѓаните е на многу високо ниво. Нам ни треба да направиме овде европски услови за живење пред се за граѓаните на Република Македонија, не за Баросо и за тие другите тамо од Европа. На крајот само сакам да ви кажам дека граѓанската опција за Македонија, еден од главните иницијатори за незино формирање сум јас. Јас само сакам да ви кажам дека ова партија ја правиме за вас, особено за овие млади луѓе. Јас власт имам. Таа власт се вика Карпуш. Таа е голема, таа е престижна општина. Јас сум бил и министер. Значи, само сакаме да се потрудиме да некои работи ги промениме во оваа држава, некои ги подзапреме, но во исто време и да реализираме дел од нашата програма се во интерес на овие млади луѓе, за кои што сметам дека заслужуваат да добијат шанса пред се политички да се ангажираат, работно да се ангажираат и да бидат сигурни дека ќе имаат подобри перспективи од овие што ги имаме денеска.